работа, Кадио, ама да те прашам нешто. Нешто си ми замислен. Што макате мачи? Барем, знаев дека ти немаш маки, ама ете, не било така. Добро, ајде. Кога веќе ме праша, да ти кажам. За оваа мака ја спрашував многу луѓе. Салам луѓе. Чорбаджи, луѓе од нога. И никој не може да ми даде. Не сум прашал уште некој како тебе од твојот сој. А не ќе е лошо да те слушнам и ти што ќе кажеш. Па може би ти ќе можеш да ми поможиш, а? Не знам што сакаш да ме прашаш, ама не знам дали ќе можам да ти помогнам и да ме прашаш, ама мене за судење и за пресудување не ме бидува. Оти јас многу години работам кај тебе како писар. Знам. Знам и не те прашувам јас за тоа, за судење и пресудување. Тебе не те прашувам. Друга мака си имам, бе. Сакам да ватам еден арамија. Ама баш арамија. А никако не можам да го ватам. Абе и да го ватиш кај што ја работи работата, кај што краде, пак може да се измолкне. Ќе смисли некој ујдурма и пак ќе се измолкне. Тој арамија сакам да го ватам. Мене за арами не ме бидува. Ти е страв, знам, те видов веднаш, се плашиш. Не, тој таков арамија, бре. Види, ово е арамија, ма во јагнешка кожа. Не може да го сети никој дека арамија. Компанија си прави со најголемите луѓе, со чорбаджи, со умни луѓе. И човек не може ни да помисли дека тој е арамија, а јас го знам дека е арамија, ама не можам да докажам дека е арамија. Ете, тоа ми е маката. Тој не е арамија. Со пиштоли, со ножеви, со саби. Па можеме нешто да му некако да го надитриме. Некако тоа сакам да те можеме некако да тоа нешто да ми кажеш ако знаеш. Инаку знам јас тоа нешто. Да го надитриме со гледач или гледачка. Гледачка? Како можеме да го надитриме? Да ти кажам, има во едно село тројца луѓе што гледаат. Тоа се луѓе што гледаат некои работи што други не можат да ги видат. Ако сакат, нека се и четворица. Ништо тие не можат да ми поможат. Мори. Не збори така. Чекай бе. Овој твој збор фати дикиш. Фати место. Галиба. Така ќе треба да ја ватам работата. Да му направам ујдурма, да го ватам. Зашто тој е реков. И да го ватиш кај што краде, нема да признае. Ќе се измолкне. Треба да се направи некоја ујдурма. Велиш, гледачи има. Гледачи? Можам да ги викнам. Слушај, викни ги. Утре нека дојдат кај мене. Чекај, да ги викнам сите тројца или само еден? Не бри, сите тројца ќе ги викнеш. Сите тројца ми требаат. Како што реков, така и ќе направиш. Добро. Сакам еднаш правдината на видело да ја извадам. Моме! Ракија, моме! Како си, моме, Арна, Арна. Јако, така треба, така. Арна,
Јордане, бре. Кај си, бре, Јордане, те барам цело време. Кажи, што? Знаеш или не знаеш? Не знаеш. Се гледал ти не знаеш. Чекај сега ќе ми кажеш што не знам или ќе ме оставиш така да слушам и да се чудам што не знам. Абе, јас, види, јас не знам. Што? Мислам, кажеш се што ама, види се да ти кажам. Што? Судијата не бара да појдеме кај него. Каде стоја? Сите тројца. Сите тројца. Каде стоја? Зошто? И зошто ти зошто? Не знам и јас зошто, ако знаеш ќе ти кажем. Ти знаеш ли зошто? Не знам, Ако не знаеш зошто, па јас не знам зошто. Се да бу... Знаете? Знаете? Знаеме, бе, знаеме. И тебе ли те најдоа, а? Добро бе луѓе, шо е работава? Оти не вика студијата, што сме направиле? Полека, бе, полека. Полека. Чекај вака, и тебе ли те најдоа? Да. Да ви кажам право, дури сега се исплашив. Зошто? Не се плаши? Абе, да не подкажал некој, ние на вистина ги лажеме луѓето, ама не пак секогаш. Да, не. Секогаш не, ама... Але не бе, не, може студијата начул дека ние знаеме да гледаме и сега сака да му помогнеме, да осудиме некого или невиниот да го најдеме, може така е? Може бе, така е, може, види. Сега да ти кажам, право, јас вака некогаш погодувам, ама еве се не можам ништо да погодам, зошто не бара судијата? Зошто не бара судијата? Зошто, а? И сега шо правиме? Еми што правиме се да одиме вака се и 3 дена да седиме. Овде мораме да одиме. И да побрзаме оти градот е далеку, треба да се стаса. Точно, јас велам така. Да се кажавте ли дома? Дома не се знаат, тебе те знаат, Не знаат, тебе не знаат, мене не знаат. Мене ме знаат исто. Па не знаат, ајде, ајде студијата. Чекај малку. Добре, се исплашивте, а? Не е работата за плашење. Јас сум кадија, ама знам како да судам. За лошите судам лошо, за арните судам арно. За друго нешто е. Ништо лошо. Кади суди? Не ве викнав да ви судам вам, туку да ми помогнете на друг да му пресудам. За вас ми кажа дека сте биле гледачи, бајачи, видовити. Абе сега ние не сме некои гатачи, така понекогаш погаѓаме нешто, ама не секогаш. Не секогаш. Не. И ако некому не сме му погодиле, судио... И даде сега за такво нешто да не клаваш апс, не оди. Оти ние, на тие што не им погодуваме, пари не им зема. Не земаме, им ги враќаме. Ова арно сте го смислиле. Земате пари само на тие што ќе им погодите, а на тие што нема да им погодите, им ги враќате парите. Убаво сте го смислиле. Туку ве викнав јас за друго нешто. Дали сте видовити или не, мене тоа не ми е многу важно. Важно е дека луѓето ви веруваат дека вие сте видовити. Еве во што е работата. Ќе ви кажам. Има еден крадец, што никако не можам да го ватам. Тој крадец е, како да ви кажам, човек. Ако за него речам дека е крадец, секој ќе мисли дека сум улав. Демек, сите му веруваат. Прв чорбаджија важен. И сега што треба ние да направиме? Мислам, како ќе го познаеме, каде е фин? Полека, не брзајте. Се ќе ви кажам. Чорбаджи Јанко, го знаете? Като го знаеме, како не го знаеме, Чорбаджи Јанко? Не го знае. Тој е крадецот. Чорбаджи Јанко? Да, Чорбаджи Денко, да. Јанко не.
Јас во децата ќе се заколнам дека тоа нешто не може да биде. Еве и јас се колнам во неговите деца не може да биде. Не може да И биде. не мое да се мешам во судски работи, судио, ама ке да грешиш. Ама знам, не е работата за верување туку. Затоа и ве викнав вас, да можеме да смислиме нешто, да направиме некоја ујдурма, да го фатиме. Ете тоа е. Жив да го ватиме. Не, Чорбаджи Јанко е голем човек, не е како овој Чорбаджи Денко, тако мислам, го знаеш, и брат му Денче е малото тоа, тие се таа... Од мене поголем? Не, од тебе не поголем, не, како е, мислам, тука има тука човек, нели? Тогаш вака ќе направиме. Вино пијам ракија, крава муза джамија. Како ви се чини работа? Еве, побратими, Шо? она бе судијата. Шо? Да не јанлаш за оваа работа, Јанлаш судија, кај може Јанлаш да биде? Абе, окапавме овде чекајки, а онега го нема. Абе, ние... Не знам, А? пријатели, да не сме ние Јанлаш? Може, Јанлаш сме, ами како? Види бе, сме седнали овде до кравата и сакаме да дојде некој да ни ја земе. Како може така? Да, Чекај, знам. Вистина, побратими, сме ја сгрешиле работава. Сме грешиле. Ај малку да се поистајме од овде, а? Шо? Да се поистајме. Ја вакарно е, шо? Не токму си, јас да си ставам од Оти тука. не толку. Не си ставам, јас кравата ќе ја поиставам и после ќе си седнеме тука, ќе се правиме пијани, јали дека спиеме, разбираш? Може да се правиме и дека сме пијани и дека спиеме. Така може некој да дојди после. Така. Ајде. Чекај се. Ајде, ота. Ајде. Ајде. Видна, сега, седи тука. Така. И, слушай, Ѓоас, смиеме, Ѓоас. Со едно толкова полената му. Да. Сети ги да видим. Уште нема никој. Нема. Си значекав денеска во има и зошто. Убаво добит ќе врзали пријателиве. А за малку ќе си оде. Абе така си е тоа. Кога се поќемина, ќе се замуабетат, ќе се заборава да е еден, да е сам човек. Ќе се гледа работата, ма шом се тројца и со шише врака, знаев дека ќе се дуздисаат убаво. Така, пријатели, ајде, спите си вие, а јас сега ми една работа да свршам, што вие не треба да ја видите. Ајде сега ти со мене, да те однесам во друг град, да те продам во една убава домаќинска куќа, кај што нема да те мачат многу. Убаво ќе ми те ранат, а ти убаво ќе им даваш млекце. Овие и така заборавија на тебе.
Ја зеде. Ја зеде и тоа како негова да си е. Без Си срам. дојде, Без си срам. ја зеде, си ја одврза полека, си отиде. Абе, друг да беше, може ќе му текнеше да избега, може ќе го сеташе некој, а овој да ти била Рамија, бе, на даранине. Абе, ми изборуваше мене кадијата, ама не му верував јас, бе. Ево ти да не му веруваш, еве сега и јас верувам. Што ме така? Сега да побрзаме и да го израдуваме судијата. Слушај, треба да му кажеме се, па тој ќе ни каже потоа што треба да правиме ние, за да го фатиме овој честниот чорбаџија што бил најголема Рамија. Ако е така, ајде да тргнеме, оти се вкочанив тука. Ајде. Седни бе, седни. Седни, не туфкај се, не таму, ваму. Сеј ќе биде. Со шетање и со туфкање не се свршуваат работите. Не, седни, мене слушај ме, сеј ќе биде. Ако не денеска, утре ќе биде. Не бери гај. Ти ќе ми кажеш мене. Јас не знам, ти ќе ми кажеш. Зошто да не ти кажам јас? Се што сум ти кажала излегло како јас што сум кажала. И за ова до сега се јас ти кажав, така е. Писарот ми кажа. Писарот ти кажа вистина. Ама ти кога си дојде дома, што рече? Не верувам јас во таа работа, не му веруваше, нели? Така е. Јас ти реков дека е вистина. Јас ти кажав, сакаше дури и да ги вратиш луѓето што ги прати по оние тројца видовити гледачи што се сакаше да ги вратиш назад, така е. А и после за кравата да му ја наместите, јас ти кажав, така беше. Јас ти кажав. Се што сум кажала се излезе како што сум кажала. Се што каже излезе така. Како не? Чекама, нигде никого нема. Џанџин Топојнар. Еве, каде се? Што каде се? Денот си замина, ги нема. Ете, однака веќе не знаеш и што зборуваш. Денот си заминал, си поминал, не си поминал и не си заминал, затоа што денот не е ни пладне уште, така е? И има време денот додека да замине и да заврши. Се ќе биде, ќе дојде и се ќе се заврши, како што треба се, ич гајле да. Најмногу ми е за ова, бре. Да не излезе лага. Сетне да се срамувам пред светот. Чунки тој е чорбаџија. Така нему ќе му веруваат. Ако излезе така, не знам од тој срам каде ќе се сокријам. Знам дека е крадец, знам дека е тој, а ете, не можам да му докажам. Треба да докажеш, зашто ќе си рече светот, го мразиш, насила му го правиш. пизмам, демек. Ама не бери гајле. Се ќе си дојде на своето место, крадач си е крадач и светот треба да знае дека е крадач. Рамија. Стигна. Стигнав туку. Право да ти кажам, цела ноќ не сум спиел. Не знам зошто ме вика. Не чини работата, јас не знам. Сам не сака да поедам? Не сум направил никаква белја. Ниту сум крадел, ниту сум лажел некого. А ти? Не јас. Не знам што е работа. Аме не сака ни двајцата да поедеме. А зошто тројца не вика? Ајде. А сега мора и третиот да го чекаме. Еве го. Тука сте, Ајде бе, тука сме, од кога те чекаме. Слушај сега, знаеш ли зошто те викаат тебе? Јас ништо не знам. Море, некоја белја немој да имаш направено, а? Си украл нешто? Не, честен збор, ништо Да не не си сум украл украл, нешто? ништо. Да немаш украдено нешто, а? Јас не. Ти? Ништо не сум украл. Јас немам ништо украдено, А ама... што друга белја си направил нешто? Ајде, сети се. Како да ти кажам, имав некоја расправија дома со жената, вака малку... Така, дебелка си е, ама... Не знам, малку се изревирав и туп. Знаеш што? Изгледа... И за тоа ќе биде. И јас малце мојата ја погалив, ама... Ептел, аз сам. Како бе, не ви е срам бе, жени да тепате бе. Ама не така бе, како жени тепање. Слушај, ако... Ја галевме. Многу јасно, што тука? И за тоа на суд, како да не? Неги.
Еве ги, ама не тие, туку оние тројцата што ги викна за свидетели да седат овде. Идат тие, ама не бери гајле, ќе дојдат и другите. И уште ова да ти го кажам. На овие тројцата да им кажеш се што треба. Убаво да си се договориш, да не биде после вака беше и така беше. Се да се договориш. Ајде, влезете. Да ти се многу години, кади бабе. Нека ми сај, ојта. Да ти се многу години, кади баба. Тебе? Да ти се многу години, кади баба. Ојта. Не плашете се, бре. Не ви викнав за да ви судам. Ама јас неа тепав, јас ја галев, а таа плачеше. Јас пак не сум ни женет. Јас исто се ја галев. Сус, друга е работата. Вака е. Вие сте викнати тука да бидете свидетели. Тоа што ќе го видите и ќе го чуете тука, да го потврдите пред судо и да разгласите низ народо. Разбравте? Тоа. Јас не сум ни женет, кади бабе. Ама јас ја Така е, реков само тоа Гали. Сус. Еве ги. Тројцата идат. Без кравата се? Без кравата? Значи ја украл. Ја украл? Сега, ти реков, немој, полека се ќе биде. Добра. Го фативме. Сега слушај ме што ќе ти речем. Сега ти ќе излезеш од судницата. И ќе му речеш на писарот да прати Сапти по Чорбаџи Јанко да го доведат тука. Нека влезат гатачите. Тројцата гатачи. Нека влезат а гледачите. сетел кој ќе ја заврши работата, писарот нека дојде и тој. И за да ја почнеме да ја ватиме работата. Сега ми дојде душата на место. Не можам да ја гледам и да ја слушам жена му да ти кажам. Ние ова имаме, ние она имаме. Ние ова си купивме, ние она си купивме. Осто што си купиле? Не гледам дека ништо не работат. Ми дојде душата на место. Не шетај со муабетот. Ама како да не те шетам? Да изумам, што беше? Оревите? Ке заборавев и тоа, јас сум ти го кажала, да си се паметни. Добро де. Јас ти кажам. Добро де. Ореви, лимон, грне. Да се договориш убаво. Ореви, лимон, грне. Да се разбравме. Немој нешто да сгрешиш. Сега кога ќе ја сретнам вака... Ајде, излекувај, имам работа. Токму мене ме најде судио да ме товари за таква работа? Од вчера се знаеме, не ме знаеш кој сум, шо сум, Одамна те знам јас тебе, Чорбаџи Јанко. Ама сега ептен си ја загазил работава. Си украл од видовити луѓе. Од гледачи, бајачи. Тоа не ти требало. Знаеш дека овие луѓе тука се гледачи? Нит сум ги чул, нит сум ги видел. Море копуци. Гледамо бе. Мене да ме видите, со очи ли ме видовте мене, бе? Кажи бе, кажете бе. Не со очи, ама така ти видовме. Ајде сега, кажете како беше се поред. Еве вака. Еве те гледам. Каков е?
Таков е, мислам. Кажи каков е? Кус. Кус. А во косата е рус. Рус, аха. И има голем нос. Како да те цртале, чорбаджи Јанко? И сега еве гледам ја одврзува кравата му од дрвото и Доста, ајде, разбудете се. Оваа работа на лоша ќе излезе. Не ќе биде баш така како што си намислил ти, судио. Ме видело од порано и сега лесно им е да кажа дека демек кус рус нос. Јас тука имам тројца сведоци кои ќе кажат дека ти го кажа тоа уште пред да те видат. Не верувам. Хајде дека погодат нешто што не виделе, а ако погодат тогаш ќе судете ме тогаш, бе. Што? Јас можам тебе, чорбаджи Јанко, да ти судам и без тоа твое барање. Туку да ти покажам дека сум праведен судија и дека сакам правдината да излезе на видело, ќе го направам еве ова сега. За тебе, за да те докажам дека се видовити. Ќе ти покажам сега некои работи што сетне овие тројца ќе ги погодат. Ајде вие свртете се, не гледајте. Внимавај, чорбаджи Јанко, внимавајте и вие. Ајде, кажете сега што имам во десниот джеп. Таму има. Тоа е така тркалезно, малечко и крцка. Крцка. Ќе се скрши крцка. Тоа е, ако е малечко и тркалезно и ако крцка, значи дека е орев. Ајде, кажете сега што имам во левиот джеп. Таму гледам нешто така долгнавезно и тркалезно и жолто. Ако е долго и тркалезно и долгнавесто и кисело и жолто, значи дека е лимон. Видели? А што имам под масата? Под масата. Под масата е нешто така. Има рачки и се крши. Ако има рачки и ако се крши, а празно е, значи дека е грне. Па, чорбаджи Јанко, што ќе речеш сега? Сакаш за оваа работа да дознае сиот град? Да знаат сите што чорбаджија си, кој си ти и каков си? Не. Те молам, судио, како Господ те молам, само немој, мислам, кажи што треба да правам, само тоа не. Ако треба да платам, ќе платам. Па, ќе платиш, чорбаджи Јанко, ќе платиш. Слушај ме сега мене вака, ако не сакаш да те дознае сиот свет, вака ќе направиш. Ти ќе ја платиш кравата, што си им ја украл на овие видовити луѓе. Море не. На сите тројца по една крава ќе им купиш. А овие, ако не сакаш да те разгласат, низ место, сиот свет да те разбере што чорбаджија си, ќе им дадеш по една денгуба. Така. А за другото,
Јас и ти ќе се разбераме. Ти имаш многу да плаќаш. Ќе плаќаш, ами како? И за друг пат, ако решиш да крадеш, ќе треба да размислиш. Зашто? Гледачите, видовитите, пак ќе ги викнам Чорбач Јанко. Ме разбра сега, али не ме разбра. Како што ќе кажеш, судио? Како што ќе кажеш, така и ќе биде. Друго нема.